Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Овие денови сонцето се мачи да ги победи облаците, кои што владеја последниве 2 месеци со нашава земја. Но конечно месец мај, месец на влюбените, така го нарекуваат. И времето треба да биде конечно разубавено. Се надевам дека вие сте пријатно расположени. Мијатата сабота видовме како папскиот Рим докажа дека е се друго, само не христијански. Да подсетиме за оние кои што не ја забележаа таа информација и кои што не беа мијатата сабота, дека ни малку ни повеќе водачите на Римо-католичката црква се откажаа официјално од верување во второто Христово доаѓање. И не само тоа, туку признаат дека самите тие се пијаници, знаат да се опијанат од време на време. И не само тоа, туку похулија на Христа со тоа што нивниот греф му го препиша на него. Нивниот греф на пијанство. Истовремено во изминатите седмици гледаме како слугите на овој прв звер, а тоа се НАТО и Европската Унија, ги загубија маските на демократски институции и организации и го покажаа своето вистинско фашистичко лице со настаните во Украина. Така да треба да бидете или будала, или македонски политичар, за да и понатаму верувате во европските вредности или во европската интеграција или натовската интеграција како кон некакви демократски општества. Навистина како поминува времето и како се наближува крајот, се разбира, ние како луѓе не смееме да се надеваме ниту на Русија, ниту на било која друга светска сила која што ете барем досега се покажува дека стои на Божија страна, како што ја нарече еден американски аналитичар. Бидејќи нашата единствена надеж треба да биде Господ. А според пророштвата, тој е оној кој што начело на небесните војски ќе го порази новиот светски поредок. Тој е оној што ќе го порази зверот, ликот на зверот, неговиот број. И сите цареви земни, како што вели Откровението, кои што ќе се соединат за војна против него. Против него самиот. И да видите како интересно настаните се движат токму во тој правец. Дали забележавте изјавата на Карл Билт деновиве, исто така на интернет, дека православието представува закана, алудирајќи на Русија, за западната цивилизација. Че повеќе исламот не е закана. Со други зборови, како се приближува времето на големите неволи, се повеќе и повеќе се открива сатанистичкиот карактер на денешната западна цивилизација, а ние знаеме, се разбира, дека секуларизмот тоа и представува, само во една зацкриена форма. Но сега повеќе не се криет. Дали е тешко повеќето нации и ден денес, барем во дечките нации на светот, ќе помисли дека се христијански, традиционално христијански нации. Меѓутоа се покажува дека не се, и се покажува дека се пореални и пореални зборовите од Откровението, дека трите нечисти духа како жаби ќе ги соединат царевите на целиот свет за војна против кого? Против Бога Содржителот.
Ги поминавме првите 14 стиха како еден вид рекапитулација од Евангелието според Матеј, 24 глава, значи Христовиот пророчки говор, за да повторно застанеме и го нагласиме 15-тиот стих, па јас би сакал уште еднаш него да го прочитам, значи ќе отвориме во Евангелието според Матеј, 24 глава, па така, значи 15-тиот стих, па така штом го видите гнасниот пустошник, вели овој превод, како стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, кој чита, нека разбере. Многу интересни зборови. Значи, зборувајќи за знаците на своето второ доаѓање и крајот на светот, одеднаш Господ Исус го споменува пророкот Даниел. Зошто го споменува? Очигледно затоа што пророкот Даниел има многу што да каже за крајот на светот, за второто Христово доаѓање. Па и за оние настани кои што во обширна форма беа најавени во претходниве 14 стих. Исус вели, кој чита, нека разбере. Он знаел дека сите христијани нема да го читаат пророкот Даниел. Он знаел дека за повеќето христијани книгите на пророкот Даниел и Откровението ќе бидат затворени книги. Он знаел дека повеќето христијани воопшто нема да го читаат Стариот Завет. Јас се сеќавам, минатиот век бевме на едно богослужение во Евангелската црква. Значи, некоја неделно утро беше тоа, заедно со Тања и со Злате, со Игор, не знам кои други беа. Круме беше таму редовен, бидејќи Круме беше редовен во сите цркви. И сеќавам, значи, пастор Мирче требаше да има проповед, а пред тоа самиот тој заедно со останатите учествуваше во многу пеење. Така да, додека дојде времето за проповедта, гласот веќе беше многу истоштен и изморен за самата проповед. Но се сеќавам во една, додека зборуваше, пофали еден негов верник, го пофали јавно, затоа што тој верник го читал Стариот Завет. И тој ми остави впечаток, значи повеќето тука воопшто не го читаат Стариот Завет, а некој што го читал Стариот Завет, бил пофален од својот пастор. Дали сме ние денес во 21. век подобри од ова? Дали го читаме Стариот Завет или е нешто тешко за разбирање? Факт е дека Господ знаел, за почетници се согласувам, е тешко за разбирање. Дори јас кога фатив прв пат да читам Библијата, таму на 16 години, Битие, а и првата глава се разбира некако. Мислам дека стигнав до 19 глава, до Лот. И, значи, актуелна тема, значи, Содом и Гомор. И се откажав едноставно повеќе не може да учитам Стариот Завет. Но Новиот Завет беше поразбирлив. Иако првата глава може да ги обесхрабри почетниците таму со родословот Матеј прва глава, сепак Новиот Завет беше каде поразбирлив за почетници. Меѓутоа, ние денеска не сме тука почетници, нели? И знаејќи дека ретки се тие христијани што ќе го читаат Стариот Завет, особено книгата на пророкот Даниел, Исус вели кој чита.
Но оние што читаат, нека разберат. Се поставя прашање, дали ние читаме воопшто? Исус не ве осудува ако не читате. Вели, кој чита, нека разбере. Меѓутоа, дали е се едно, читаме или не читаме? И како не е се едно. Ако не ги читаме пророќствата што Господ ги запишал со цел, со намера во својата реч, ние ќе ризикуваме да бидеме во онаа класа луѓе, која што во самата книга на пророкот Даниел се наречени безумници. Значи, додека некои, во последната глава од Даниел, што ни се вели, додека некои ќе проучуваат, ќе истражуваат, 4 стих, и знаењето ќе се умножи, што се кажува за некои други? Дека ниту еден безумник нема да разбере. Нема да ги разбере пророчките времења. Би сакал да ги повторам тие зборови уште еднаш. Значи, Даниел, 12 глава. Веднаш после најавата на воскресението од земниот прав, во 2 стих, а во 1 подигањето на кнезот Михаил, кој што го брани Божиот народ во тие тешки последни денови. 3 стих ни вели, разумните ќе сјаат како светила на небото. И оние што мнозина повратиле или обратиле кон правда, како звездите во веки за секогаш. Разумните. Кои се сега разумните? Тука не се зборува за праведни и неправедни, за светци и грешници. Тука се зборува, во оваа глава особено, се зборува за разумни и за безумни. А ти, Даниеле, сокриги овие зборови и запечати оваа книга до последното време. Мнозина ќе талкаат овде, онде, вели овој стих, обидувајќи се да разберат што се случува. Другите преводи што ни беа познати од минатото, велат дека знаењето ќе се умножи. Во 9 стих се повторува ова. Оди си, Даниеле, зашто тие зборови се сокриени и запечатени до последното време. 10 стих вели, многумина ќе се очистат, ќе се избелат и ќе бидат искушани, а безбожниците ќе се останат безбожни и никој од нив нема тоа да го разбере, само мудрите ќе разберат. Како Христос на друго место во параболата за младоженецот, сеќавате, ги дели христијаните од последното време. Ги споредува со 10 девојки, од кои што половината се праведни, другите се неправедни. Не. Половината се мудри, а другите се како наречени? Неразумни. Видите што е битно во последното време? Во последното време е битно да се биде мудар. Се разбира, не дека не е битно да се биде праведен. Меѓутоа, тоа оди заедно. Тоа оди заедно. Зошто е потребно да се биде мудар? Сеќавате кои зборови ги кажал самиот Христос онаа недела кога од Маслинската гора го наблюдувал Ерусалим и заплакал над него? Што било проблемот на еврејскиот народ во тој момент, според неговите зборови, кога заплакал над него?
во тој момент Исус не ги споменува гревовите на еврејскиот народ. Или неговата неправедност. Туку вели Лука 19 глава 41 стих: а кога се приближи и го виде градот, заплака над него. Замислите, ова е во истиот тој ден кога влегува во Ерусалим, качен на магаре како цар. И рече: о, кога би можел во овој ден, значи барем денес, да го дознаеш оно што е потребно за твојот мир. Исус плаче во тој момент затоа што еврејскиот народ, затоа што Ерусалим, со сите своји доктори по теологија и филозофија, со сите своји рабини, со целиот свој синедрион, имал недостиг од знаење. Во тој момент му фалело знаење. Да го дознаеш оно што е потребно за твојот мир. И замислите што се вели, но тоа е сега сокриено од твоите очи. Ако од очите на Божиот народ било сокриено, за чии очи било откриено? Кој воопшто разбирал? Ако избраните не разбирале. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те обколат и ќе те притеснат од сите страни и ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го позна времето кога беше посетен. Зошто сите овие зла, што во продолжение, значи, на Матеј 24 глава, 15 стих, истото Исус го зборува, говорот, го дава говорот кој што значи предупредување за неговите ученици, кога да ја напуштат Јудеја, да го напуштат Ерусалим и да бегаат по планините, за да нив не ги снајде сето ова зло што ќе дојде врз Ерусалим. Зошто сето тоа зло доаѓа врз Ерусалим? Повторно, не се споменати нивните гревови како причина за тоа, иако тие се вистинската причина, туку споменато е нивното незнаење. Токму тој недостиг на знаење. Зашто не го позна времето кога беше посетен. На еден многу поедноставен начин Христос вели која е причината што евреите не го прифатија Христа, не го прифатија Евангелието. Која е причината што ги пропуштија благословите што биле ветени. Сите благослови во месијанските пророштва за Израел, за избраниот народ. Која е причината што го отфрлија Христа, го распна, ги прогонуваа неговите ученици? Ја сведува на само едно. Значи, која е причината на сета нивна неправда? Сето нивно беззаконие? Не го позна времето во кое што беше посетен. Каде можел еврејскиот народ да го познае времето на доагањето на Месија? Конкретно каде во Стариот Завет? Во книгата на пророкот Данијел. Токму таму каде што било речено дека разумните се тие кои што ќе разберат, тие кои што ќе сјајат како звезди, тие кои што ќе светат, а безбожниците и безумниците нема ништо да разберат. Која е предноста да се чита Божието Слово и да се разбираат настаниве што ги гледаме, што случуваат денес во светот, не само во Украина, туку воопшто било каде? Се едно или не е се едно? Или да се биде
безумник, безбожник, кој што ќе седи само пред екраните и ќе ја купува, ќе ја прима она верзија која што медиумите ќе му ја сервираат како вистина за настаните што се случуваат. Голема е предноста да се познава Божјето Слово и Господовото толкување на овие настани. Еврејскиот народ не го познал времето во кое што бил посетен и тоа скапо го чинело. Времето можел да го познае во пророштото на пророкот Данијел, конкретно пророштото за 70 седмици. Едноставно имавме проучување само на таа тема. Не е лошо некојаш друг пат и да ја повториме. Но сега да се сосредоточиме на оној елемент од Даниеловите пророштва, кој што е споменат конкретно во 15-тиот стих. Па така, штом го видите гнасниот пустошник, вели овој превод. По стариот превод вели мерзоста на запустението или запустувањето, како вели Константинов. 24.15. Одвратноста. Па така, штом го видите, значи, гнасниот пустошник, одвратноста на запустувањето, мерзоста на запустувањето, ги разбирате ли овие македонски збори? Мерзост, нешто што е одвратно, нешто што е гнасно. Како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел? Они што евреите не го читали и затоа не го познале времето, кога биле посетени. Исус сега ги повикува своите следбеници да читаат и да разберат. Зошто? Бидејќи тој им дава предупредување. Кога ќе го видите тоа и тоа, а тоа и тоа е нешто за што зборува пророкот Данијел, според тоа постои индиректен императив, читајте го пророкот Данијел. Бидејќи ако не го читате, нема и вие да разберете, нема и вие да го познаете времето кога треба да се избавите. Конкретно да бегате од Ерусалим и од Јудеја за тогашната генерација христијани. Меѓутоа, дали овие збори се однесуваат само за таа генерација? Дали имат врска со нашето време денес? Кој чита нека разбере? Тука за миг ќе застанеме, бидејќи првото нешто на што треба да одговориме е кој е овој гнасен пустошник, така е преведено тука. Или што е оваа мерзост на запустувањето или одвратност на запустувањето. Исус не повикува да го разбереме овој израз. Па да поставиме прашање. Каде се споменува овој израз во пророкот Данијел? 9.27. Ајде да го прочитаме. Ева, значи, Данијел, книга на пророкот Данијел, 9 глава, на крајот од пророштвото за 70 седмици, токму тоа пророштво, кое што евреите, ако го разбирале, ќе го познаеле времето кога Месија ги посетил, ангелот Гаврил вели, 27 стих, и во една седмица ќе склопи завет со мнозина, а во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот, а на врвото од светилиштето ќе биде поставен гнасниот пустошник. Повторно, овој превод вака го преведува еврејскиот израз шикуц шомем. Много интересен. Се додека предопределената пустош не го собори пустошникот. Пустош. Знаете што е пустош? Запустување.
знаете. Нешто што е до тој степен разурнато, што повеќе не е населено, значи опустошено, испразнето. Например, денешниот Вавилон. Кој живее денес во Вавилон? Старите пророци прорекле дека ќе живеат хиени, чакали, ќе се врте, значи, по некоја зверка таму. И се разбира, од предминатиот век, археолозите таму се вртат. Меѓутоа, тоа не е денес живо место. Било искажано проклетство за Вавилон. И тоа проклетство го снашло и големиот Александар Македонски, кој што сакал да го обнови Вавилон, да го изгради и да го прогласи, да го направи своја престолнина. Меѓутоа, умрел. Умрел на млади години, затоа што Господ врз Вавилон имал изречено проклетство. Ние познаваме многу други места кои што се и биле опустошени, разурнати. Но овде не интересира првиот израз. Што е оваа одвратност, мерзост, нешто гнасно, што според Христа ги предизвикува овие разурнувања, ја предизвикува целата оваа пустош. Значи, еврејскиот израз е шикуц шомем, мерзост на запустувањето. Соодветниот грчки израз, кој што е споменат и во Евангелието, е споменат во Септуагинтата исто така, како превод на истиот еврејски израз. Освен во Даниел 9 глава 27 стих, каде што го прочитавме, овој израз се споменува и на 3 други места, на 2 други места идентично, но тоа ќе го оставиме за на крај, 8.13, бидејќи таму се споменува во малку изменета форма, некако одвратност на запустението, туку како престап на запустувањето. И тоа е оно што нас не интересира, затоа што ние ја проучувавме Даниел 8 глава, кога зборувавме за 2300 вечери и утрени. Но пред тоа да споменем дека се споменува во 11.31, 11 глава од пророкот Даниел е главата која што поопширно ги објаснува пророштвата од претходните глави. И за 31 стих конкретно вели: и ќе постави, сето ова се однесува за Северниот цар, определен одред војска што ќе го осквернува светилиштето, тврдината, ќе ја укине секојдневната жртва и ќе го постави гнасниот пустошник, или мерзоста на запустувањето, или одвратноста, грозноста на опустувањето, како што велат други преводи. Се споменува и во 12 глава, што веќе ја цитиравме, последната глава од Даниел, 11 стих. Значи, ние го прочитавме 10-тиот, каде што рековме безбожниците нема да разберат, само мудрите ќе разберат. 11 стих сега вели: од времето кога ќе се прекрати секојдневната жртва, се сеќавате секојдневната жртва, односно само секојдневната, бидејќи во оригиналот не се споменува изразот жртва, е поим со кој што веќе се сретнавме во која глава? Во 8 глава, значи во пророштвото за Малиот рог. Малиот рог се подигнал против кнезот над кнезовите, се подига против Христа, ја одзема од него секојдневната, вели таму изразот, и од секојаш постојала дебата сега што значи тоа секојдневната. Очигледно е дека и во 11 и во 12 глава овој израз е споменат заедно со гнасниот пустошник или мерзоста на запустувањето. Значи, уште еднаш да го прочитам, не го довршив
11 стих од 12 глава. Од времето кога ќе се прекрати секојдневната жртва и ќе се постави гнасниот пустошник, ќе минат 1290 денови. А потоа вели блажен оној што ќе чека и ќе дочека 1335 дена. Не интересираат ли овие зборови? Има некои луѓе што овие зборови се како прво многу енигматични зборови. За сите доктори по теологија и во адвентизмот и надвор од него, овие зборови се енигматични, тврд орев за разбирање. Повеќето луѓе воопшто не се занимаваат со овие пророштва. Едноставно, тешко е да се разбере, не се разбира, особено 11 и 12 глава, и едноставно креваат раце. Дали нас не интересираат овие зборови? Еве, Звонимир Костич Палански најави на интернет дека пишува нова книга специјално за Даниел 11 и 12 глава и дори се понуди да го прати текстот пред да биде издаден до некој од нас кој што ќе изразат интерес и желба, да го прочитаат текстот пред да биде објавен како книга и евентуално да му дадат некои забелешки или сугестии. Па да ви кажа право, заинтересирал сум да се пријавам. Но, прашањето е и без тоа, дали не интересираат овие пророштва? Видите што вели ангелот? Од времето, споменува време, кога ќе се прекрати секојдневната и се постави гнасниот пустошник, ќе минат 1290 дена. Тој е предпоследниот, 11-тиот. Во предпоследниот пак стих вели блажен е оној што чека и ќе дочека 1335 дена. Најавено е блаженство за нешто што има врска со време, со пророчко време. Дали не интересира нас ова време? Што се овие 1335 дена? Што се овие 1290 дена? Што се они 1260 дена, кои што почесто се споменуваат и во Даниел, и во Откровение? Дали се тие воопшто важни? Ако не се важни, зашто се споменати? Дали е важно да го читаме Откровението? Како вели на почетокот, таму 3 стих? Блажен е оној кој чита и шо друго? Ги разбира пророчките зборови на оваа книга. По автоматизам, оној што не ги чита и што не ги разбира, не е блажен. Блажен е оној што ќе чека и ќе дочека 1335 дена. Што значат овие зборови? Дали сакаме да го доживееме ние тоа блаженство? Видите, пророкот Даниел најавува некои времења во врска со гнасниот пустошник, а Исус не повикува нас, токму нас не повикува, да го читаме Даниел и да го разбереме пророштвото за кого? За гнасниот пустошник. Сега, се поставува прашањето, дали ние до сега го разбрахме ова пророштво? Дали знаеме за што станува збор? Дали ни е ова јасно? Па да не мора да го зборуваме. Да не мора да проповедаме за ова. Да не мора да проучуваме. Ако не е јасно, второто прашање е дали сакаме да го проучуваме? Дали не интересира ова блаженство? Бидејќи проблемот е поголем од нашиот интерес, од тоа дали не интересира или не. Дали го сметаме за важно или не. Да се сетиме, кое беше проклетството? Која беше причината што еврејскиот народ ги доживеа сите оние зла? Најголемиот колеж во историјата пред Хитлер, пред Холокаустот на 20. век. Со разорнувањето на Ерусалим и храмот во првиот век. Исус наведува една причина за сето тоа.
зашто не го позна времето во кое што беше посетен. Што не познал еврејскиот народ? Времето не го познал. Зашто зборува Исус во Матеј 24 глава? Зборува за знаците на времето. Зашто зборува пророкот Данијел, на кој што конкретно Господ не повикува да го читаме и да го разбереме во врска со знаците на времето и второто Христово доаѓање и крајот на светот. Зборува за некои пророчки времиња. И зборува за гнасниот пустошник, како што го преведува овој ревидиран превод. Исус не повикува ова да го разбереме. Зошто? Бидејќи ако ние не го познаваме времето во кое што живееме, ако ние ја направиме истата грешка што ја направил Ерусалим пред 2000 години, во која класа ќе се најдеме? Во класата на разумните, кои што ќе се избелат, очистат, оправдаат и ќе засветат како звезди, или во класата на безбожниците, кои што се наречени и безумници и кои што ништо нема да разберат од сето ова што се случува и што допрва ќе се случи. Па, сакаме или не сакаме да разбереме? Сакаме или не сакаме да го проучуваме пророкот Данијел? Ако сакаме, да се зафатиме со работа. Сега, да се проучува пророкот Данијел, не значи да се чека некој адвентист да ви напише книга, иако е добро и корисно да се читаат сите тие, значи, толкувања, податоци, размислувања, ако ништо друго ќе ви отворат и вам идеи, значи, во кој правец да го насочите вашето лично истражување. Меѓутоа, не значи да се чека, без да се вработи нашиот ум, некој друг, некој професионалист да ви одржи проповед и да ви го објасни сето тоа, како што сакаше, нека ми прости брат Горан, како што сакаше брат Горан на 25 јануари, веднаш истата вечер, и тоа горе се качи 2 пати во станот, веднаш истата вечер да му објасна што се тие 2300 вечери и утрини, зошто Господ рекол вечери и утрини. Едно се сеќавам на интернет, поставив на Фейсбук едно прашање, сите адвентисти го поставив прашањето. Се јави еден куп луѓе, повеќето од Америка, еден од Романија беше. И едноставно секој си каже своje мислење, ама сите веднаш кажа, ај сега ти кажи, демек. А нестрпливи сега да го слушнат мојот одговор. Од каде ваква нестрпливост? Подобро е вие да проучувате и да разберете. Затоа, додека јас продолжам со оваа тема, некоја наредна сабота, јас би сакал да е тоа веднаш наредната сабота, само некако грците ми ја матијат на водата и сега не знам како ќе изгледа распореда нареднава седмица и понатаму. Јас би сакал, значи, до било која наредна сабота, кога ќе продолжиме со гнасниот пустошник, вие сами да го проучите. Да ги проучите овие теми. Се разбира, користете секакви помагала што имате дома. Но со сета резерва, значи, битно е вашиот ум да биде вработен. Значи, не да се прифаќа не критички што напишал некој теолог или што проповедал некој пастор на таа тема, или да вклучите дома некој видео од YouTube, например, пастор Стивен Бор има одржано теми на сите овие, предавање за сите овие пророќства. Има работи со кои што јас не можам да се сложам со оно што тој го кажува. Например, во врска со 9 глава, има работи со кои што се сложувам, се разбира.
Едноставно треба да се вработи нашиот ум. Бидејќи тука лежи благословот. Тука лежи благословот. Кога ние ќе разбереме, кога ние ќе сватиме, ако само го повторуваме оно што другите го кажале, тука нема благослов. Може да има некаков, меѓутоа не е тоа. Затоа да се сватиме со работа. Живееме во многу свечени времења. Денес веќе во 2014 година во јавноста се случуваат работи и најавени се настани кои што многу мирисат на библиските пророштва за крајот на светот, на Данијел и Откровение. И затоа не треба да ни биде сеедно. Не постои никаков рај, ниту комунистички, тој се докаже дека не постои, ниту некаков европски рај пред нас од многу години, мир, напредок, благосостојба. Оно што пред нас се наоѓа е новиот светски поредок, многу по-грозен и по-одвратен фашизам од било кој досега. И ситуација, време во кој што само разумните и оние што тврдо стојат на Божјата карпа, ќе можат да се одржат. Другите, кои што не прават ништо, дури и адвентисти на седмиот ден, а само им веруваат на своите верски водачи, од кои повеќето се откажале и од Данијел, и од Откровение, и од тројната ангелска вест, едноставно ќе бидат, за жал, издувани. Ќе бидат издувани од вирот што доаѓа. Нека Господ ни помогне да се одржиме, а за да се одржиме, која е првата работа? Да разбереме. Да читаме и да разбереме. Нека му е фала и слава вечно. Амин.